Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувана јавност. Министерството за јавна администрација согласно законските надлежности ги повлече законите од собраниска процедура поднесени од претходната влада. И тоа се предлог Законот за административни службеници, предлог Законот за вработени во јавниот сектор и предлог Законот за стручно усовршување и обука на административните службеници. Оваа обврска е согласно донесениот Закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа, со која впрочем и се формира ова министерство. Но сакам да потенцирам дека освен техничкото усогласување со ЗОРОДУ, повторно отвараме широка дебата за овие закони со цел сите заинтересирани и засегнати страни, граѓански организации, институции, синдикати, меѓународни организации, представници на СИГМА и Европската комисија, експертската јавност и опозицијата во државата да дадат свој придонес и свое мислење. Новата законска рамка треба да го подобри управувањето со човечките ресурси во администрацијата и да обезбеди вработување и унапредување заснована на заслуги. Изминатиот период остварив повеќе средби со представници на граѓански и невладени организации, синдикати, како и меѓународни организации, кои исто така ја нагласија потребата од доработка на законите. За таа цел, почнувајќи од утре, Министерството за јавна администрација организира процес на консултации преку организирање на кампања под мотото "Сите заедно за професионална и квалитетна јавна администрација". Оваа кампања е доказ за колективната посветеност на владата на Република Северна Македонија за зајакнување на ефикасноста, транспарентноста и отчетноста на јавната администрација во нашата земја. Јавната администрација е столбот на една нација. Обезбедува услуги кои им се даваат на граѓаните, кои не само што треба да се ефикасни, туку и транспарентни, а најважно од се и достапни. Едновремено ја известувам јавноста дека вчера предлог законите се веќе објавени на единствениот национален регистар на прописи, така наречениот ЕНЕР, каде сите граѓани, здружени и останати засегнати страни можат да дадат предлози, сугестии, мислења по однос на предложените закони. Во рамки на кампањата "Сите заедно за професионална и квалитетна јавна администрација", Министерството за јавна администрација во партнерство со Центарот за управување со промени ЦУП и со поддршка на британската амбасада и неговата екселенција амбасадорот Метју Лосон и Нетфондот организираат јавна дискусија за клучните предизвици со кои се соочуваат институциите од јавниот сектор во Република Северна Македонија. Дозволете ми да изразам искрена благодарност до британската амбасада во Република Северна Македонија и амбасадорот Лосон за нивната поддршка преку обезбедување на експертиза и ресурси, соработка и заложба за потекнување на силно владење и извонредност на јавните услуги. Првата јавна дискусија ќе биде организирана утре, 31 јули 2024 година во хотелот Holiday Inn. Темите што ќе бидат номинирани од страна на Министерството за јавна администрација во јавната дискусија се: за предлог Законот за вработените во јавниот сектор, подобрување на ефикасноста и ефективноста во управувањето со човечките ресурси, до регулирање на постапката за вработување, ревизија на опфатот на законот, поедноставување на постапката за донесување на актите за внатрешна организација и актите за систематизација на работните места, воведување на унапреден концепт за донесување на годишен план за вработување и до регулирање на постапката за мобилност. За предлог Законот за административни службеници, до регулирање и унапредувањето на моделот на вработување и управување со учинокот, темелени врз компетенции, поедноставување и доуредување на постапката
за утврдување на дисциплинска одговорност, нов систем на пресметка на плата, дополнително мотивирање на вработените и унапредување на работата и стручните капацитети на администрацијата. За предлог законот за стручно усовршување и обука на административните службеници. Системски организиран процес во неформалното образование, за чие спроведување за прв пат во историјата во нашата администрација ќе се формира Агенција за стручно усовршување. Обука на административните службеници, кои во развиените земји членки и членовите на Европската Унија одамна се смета за капитална инвестиција во човечките ресурси и примена на принципите на единствен административен простор, така наречен ЕАП, во националната администрација согласно Уставот и законите на Република Северна Македонија, односно да се обезбедат знаења и вештини во администрацијата кои ќе се јакнат, надградуваат и развиваат, а кои ќе бидат вградени во принципите на ЕАП. Очекувам исцрпна, искрена и продуктивна јавна дискусија за сите предлог закони. Благодарам на вниманието, повелете ако имате прашања. Имате сознание колку време ќе трае таа јавна дебата, односно дискусија околу законските што во кои сегменти ќе претрпи промени сегашниот предлог закон и кога се планира да се поднесе повторно до собранието? Ние дискутираме за 3 предлог закони кои што се повлечени од собраниска процедура. Ние почнуваме утре со јавната дебата. Нашата намера е кон крајот на месец август да организираме уште една, која што ќе ги опфати заедниците и единиците на локалната самоуправа, а понатаму уште повеќе дебати кои што ќе ги опфатат сите засегнати страни, на крај да заврши во парламентот, во комисијата која што е матична за овие закони. Јас се надевам дека до крајот на септември ќе заврши оваа дебата, затоа што имаме бенчмарк овие закони да ги вратиме повторно во собранието и истите да ја најдат примената од 1.1.2025 година. Дали намерно уклучавте да не ја пресметате диаспората во процентот за вработување за да се намали бројот на нација? Видете, не постои ништо што е намерно. Или ќе се почитува закон, или нема да се почитува закон. Јас како министер сум должен да го почитувам законот и тоа ќе го правам се додека сум министер до последната заперка. Стриктно е наведен членот, ако мислите за пресметката во балансерот, дека се однесува исклучиво на резидентното население, односно на територијата на Република Македонија. Тоа значи дека сите жители кои што живеат на територијата на Република Македонија ќе бидат во пресметката на така наречениот балансер, односно во формулата за пресметка. И да повторам, таа тема е завршена и архивирана и се спроведува. Господине министер, во владината програма има ветано намалување практично на јавната администрација, 10% помалку јавни институции, мало професионална ефикасна јавна администрација. Дали може да ни кажете дали веќе има план, дали се работи на тоа како ќе се намали јавната администрација, како ќе биде тоа намалување, на каков начин? Токму тоа е и причината за отварање на еден ваков тип на дебата, да ги слушнеме сите засегнати страни. Јас во овој момент не би сакал при самиот почеток на дебатата да шпекулирам на начинот како тоа ќе се прави и дали воопшто ќе се прави, но откако ќе биде завршена дебатата, секако дека ќе ги слушнеме сите засегнати страни и на крај ќе донесеме конечно решение. Дали воопшто Имате некои предлози, затоа што во минатото се спомнува предлози како атрактивни отпремени за постарите службеници или атрактивни пакети за пременување во приватен сектор. Во која насока се размислува? Во овој момент не би сакал да преодицирам на завршните верзии на законите. Тогаш не би била дебата. Ние правиме една отворена дебата, за разлика од претходната влада, која што на брза лента со европско знаменце за во рок од 3 дена ги предложи овие актуелни закони. Рековме дека ќе бидеме отчетна, честна, транспарентна и достапна влада и тоа го правиме.
Кога велам сите засегнати страни, буквално мислам за сите засегнати страни, вклучувајќи ги и синдикатите, граѓанските организации, невладините организации, секако како носител е Министерството за јавна администрација, но тоа се однесува и на повеќе министерства во рамки на владата. Рековте дека веќе се законите ставени на еден. Која е разликата од оние што се повлечени, што ова што е ставено на еден? Некој нешто да ни посочите по конкретни рамки да ни кажете? Јас И уште едно прашање, колку печели кампањата што ќе споменувате за јавна и професионалната администрација? на Има кампања некаква медиумска, не знам, тоа е нешто прашање. Колку печели? Да. На ЕНЕР се закачени постоечките закони. Рековме и во самиот текст на пресод, кажав дека ќе бидат достапни за сите граѓани за да дадат свое мислење. Ние отвараме дебата по постоечките закони. Јас кажав на овој прес кои теми ќе ги номинираме ние како Министерство за јавна администрација. Да ви кажам искрено, во овој момент се уште ова ново Министерство за јавна администрација нема свој буџет и очекувам дека на 15 август на собраниската седница тој буџет ќе се освои и во рамки на тој буџет ќе имаме скромна, но значително ефикасна кампања која нема да чини многу. Во овој момент првиот настан, односно првата работилница или јавната дебата е под покровителство на ЦУП и финансирана од ЦУП и од британската амбасада. Ја користам оваа прилика на господин Лосон да му се заблагодарам уште еднаш. Само појаснување од ЕСК, рековте дали воопшто ќе има. Прашањето беше во насока не зависи кратење на администрација само од законските измени. Веќе има законски можности како може да се скрати администрација. Например, може да се позаимат више работени од една институција во друга институција или да се прераспределат по сектори и слично. На такво кратење мислевме. Дали веќе сте размислували за тоа? Видете, сега има повеќе министерства кои што се нови, вклучително и нашето, кои што има дефицит на кадар. Што значи една од опциите е со превземање на кадри од другите институции да се зголеми капацитетот на кадровската поставеност на сите органи, вклучително и на новите министерства. Но во овој момент, за да оставам да се дебатира, не би сакал да шпекулирам со било какви измени кои што ќе бидат финална верзија на сите три предложени закони. Од време ви порачува да престанете со провокации и да се фатите за работа. Како Бидете, најмалку имам намера да провоцирам еден од нашите коалициони партнери. Јас ќе повторам, исклучиво спроведуваме закони, а една од принципите на кои што е договорена оваа коалиција е и почитување на законите. Јас само спроведувам закони. Во Законот за вработени за јавниот сектор децидно пишува дека алатката балансер се применува исклучиво за граѓаните кои што живеат на територија на Република Македонија, а тоа е резидентното население согласно податоците од последниот попис. Јас се надевам дека колегите од ВЛЕН ќе се вразумат, ќе потрошат повеќе внимание на читање на постоечките закони и ќе се посветат на спроведување на овие закони, а нема да се занимаваат со дневно политички теми. Министре, кога сме веќе тема балансер, пред промената на власта на кога се зборуваше за тргање на тој модел, изнаоѓање на нов модел според медиците. Дали размислувате за нешто ново и дали работите на нешто ново? Да, размислуваме на нешто ново. Основната заложба на оваа влада етничкиот презнак да не биде принцип за вработување. Мислам дека е дојдено време да во администрацијата се вработуваат луѓе врз база на знаење, на квалитет, со цел да имаме силна, ефикасна и добра јавна администрација, но тоа е второто начело. Првото начело е да имаме квалитетни закони, токму овие за кои што денеска разговараме, кои што е исклучително важно да бидат применливи и да бидат системски закони. Ако го постигнеме ова, тогаш можеме да разговараме за втората фаза, за добра и квалитетна администрација, која што е во рамки на администрацијата врз база на знаење и на квалитет. А што е со закон за висока раководна служба, тој закон кој двајца министри мислам дека го поднесоа и нигде не стигна, ќе дојде ли тој наред? Тоа е цел на новото Министерство за јавна администрација, но не би можел да кажам дали ќе биде процесуиран до крајот на оваа година или можеби ко почетокот на идната година, затоа што тоа е една
од главните точки кои што Европската унија ги бара од нас. Ако може на крај само една кратка сублимација, дали овие нови законски решенија значи дека има департизација на јавната администрација, бидејќи знаеме дека кога се менуваат гарнитурите, се менува и јавната администрација, особено во општини, во малите општини, како што се менува власта, се менуваат и јавните администратори. Не, напротив, овие закони како што беа предложени во собрание значеа партизација. Сега бидејќи ги враќаме назад и отвараме широка дебата, нашата идеја е да бидат департизирани, значи сите овие вработени во јавната администрација, во јавниот сектор. Како тоа планирате да го спроведете? Кој ќе ги донесеме законите? Добро, такса. Веројатно имате некаква визија. Кога ќе заврши дебатата, ќе ги видите, ќе имате прилика и медиумите да дебатирате на оваа тема која ќе биде во тек и навистина ќе трае месец-два.